студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Приведениот директор на комунална хигиена се уште е во полициска станица. Полицијата попладнево го приведе поради непостапување во врските, односно несобирање на сметот во главниот град. Со него е приведен и раководителот на секторот за отпад. Мартин Арсов и во овие вести кои се последните детали. Маријан, нема нови информации за сега. Веќе 7 часа трае распитот на директорот на јавното предпријатие комунална хигиена Сабахутин Рустеми и раководител на предпријатието. Според информациите се работи за лицето Аки Саити. Тие биле донесени овде во полициската станица Автокоманда негде околу 14 часот, па поради тоа што можат овде да останат 24 часа, односно до утре до 14 часот и распитот се уште трае. За сега е нејасно дали обвинителството ќе бара притвор или пак други мерки на предпазливост. Ова доаѓа по 6 дена од истрага во просториите на комунална хигиена и градот Скопје, а според информациите со кои што располагаме, денеска била одземена и дополнителна документација од просториите на јавното предпријатие. Од Министерството за внатрешни работи и основното јавно обвинителство попладнево кратко соопштија само дека приведени се и задржани 2 лица од раководството на јавното предпријатие комунална хигиена во врска со сомненија за кривично дело од членот 230 од Кривичниот законник. Во зависност од тоа за кој став од членот во Кривичниот законник ќе биде поднесена пријавата, на директорот и на раководителот им се заканува казна затвор од најмалку 1 година или пак најмногу 10 години затвор. Инаку Сабахутин Рустеми е директор на предпријатието од 29 јануари 2025 година и е близок, важи за близок до актуелниот градоначалник на општина Сарај, каде претходно беше директор на општинското комунално јавно предпријатие Сарај од 2017 до 2021 година. Во изминатиот период кон директорот на јавното предпријатие комунална хигиена имаше бројни критики како од скопјани поради несобраното ѓубре, така и од синдикатите и од управниот одбор на предпријатието. Синдикатите главно негодуваа поради тоа што вработените нема земено плата за септември се до минатата недела, како што кажав во линковското вклучување во 19 часот, тие минатата недела земаа половина плата. Еве сега и додавка на кажаното од линкот во петокот го земале и остатокот практично од платата за септември, а критиките од управниот одбор кон директорот главно беа насочени кон обвинувањата кои што и од градоначалничката Арсовска беа кон нив, а тоа е дека тие ја кочат работата на јавното предпријатие, па тие во петокот испратија допис до медиумите во кој што беа прикачени неколку документи од кои што се гледа дека јасно и уредно се изгласани сите програми и планови за да предпријатието функционира непречено и нормално, и според управниот одбор на предпријатието директорот е тој што не ги реализира програмите кои што инаку по закон е должен да ги спроведува. Инаку градоначалничката попладнево на социјалните мрежи се огласи без да ги коментира овие документи и дописот од управниот одбор, туку се впушти во одбрана на директорот кој што самата го назначи во јануари годинава и рече дека тој не е виновен и дека се води политички прогон, а попладнево излезе со уште еден ироничен Facebook статус во кој што вели директорот на комунална хигиена Скопје е пуштен, не е виновен за ништо, работата ја вршел чесно и совесно. Оваа информација пристигна откако по неколку часа убедување во полициска станица директорот на комунална хигиена им кажал дека во срцето и душата е влен, уште додека бил во станица му донале да потпише изјава за членство, пошто е пуштен да си продолжи со успешната работа во предпријатието, стои меѓу другото во Facebook статусот на градоначалничката Арсовска. Меѓутоа, оваа информација е веќе проверено дека е лажна, се работи за ироничен Facebook статус, распитот се уште трае, така што Маријан ние остануваме овде. Благодарам Мартин Арсов со деталите за приведувањето на директорот на комунална хигиена. А илјадници пластични шишиња и друг отпад од попладнево пловат низ Вардар. Снимката, која што треба да оди во позадина, е направена кај тетовското село Работинце. Отпадот плови по течението на Вардар и веќе вечерва се забележува и во главниот град.
Непознато е како овој отпад се нашол во водите на Вардар, дали е свесно испуштен или повлечен можеби од брегот поради надојдување на реката по вчерашните дождови. Нема преговори и договори со лица кои се на црната листа на САД, вели премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН, тврдејќи дека се шпекулации вестите за каква била соработка со Рами Смерко. Мицкоски тврди дека пред вториот круг од изборите се смируваат страстите со Касами. Нема пазарање со Рами Смерко за негова амнестија за сметка на поддршка во вториот круг во Струга за кандидатот на Вреди. Вели Мицкоски по шпекулациите на локални портали дека е можна соработка на власта со екс-функционерот на ДУИ. Мицкоски е дециден преговори со лица на црна листа не прави. Рами Смерко не ги поддржува Демократската унија за интеграција во вториот круг и претпоставувам сега за да најдат против теза како да направат сензација за да потонат таа вест, вадат во јавноста комплетна фешти. Тама работа, видите, луѓе ни многу пати во минатото сме кажале нашиот став за Рами Смерко, така што ето, поставам на тој начин да прават и кридат сензација, апсолутно не. Шпекулациите ги поттикна самиот Мерко со објава на социјалните медиуми дека во вториот круг нема да даде поддршка на кандидатот на ДУИ. По ваквите објави Мерко тврди дека не се меша во изборите во Струга, тој бил само обичен гласач. Воопшто нема никаква соработка, се е шпекулација. А вие за изборите за кого би дале поддршка? Јас не сум ни кандидат, не сум ни ништо. Јас сум еден слободен граѓанин и слободен гласач. Овдека не се меша. За идниот градоначалник на Струга се води многу тесна битка од 150 гласа, помеѓу независниот Ќура, поддржан од Вреди, и Далипи, кандидатот на коалицијата на ДУИ. Мерко, кој инаку е на црната листа на САД, има и неколку обвиненија за корупција, се уште важи за локален фактор во градот, иако ја замрзна својата партиска функција во ДУИ. За партиски кујни во Струга денеска обвинуваат и од Вреди. Тие велат дека ДУИ таму игра со Апасиев, чија кандидатка освои околу 2800 гласови. Вреди одамна укажа на состанокот меѓу емисарот на Али Ахмет и Кренар Лога и Димитар Апасиев, како дел од планот за нанесување штета на независниот кандидат поддржан од Вреди во првиот круг. Денес се е на виделина, соопштија од коалицијата Вреди. Од друга страна, Мицкоски тврди дека се смири реториката за етничко гласање во Кичево, на кое минатата недела повика коалицискиот партнер Касами. Јас се сретнав со Био Касами, разговаравме и мислам дека он веќе почна да испрати оние вистински изгледи кои што треба да легаат на еден градоначалник на мултиетничкото. Сепак, страстите се уште не се смирени со кандидатот на Вреди во Брвеница Рамадани. И тој повика на етничко гласање против кандидатот на ВМРО-ДПМН, мобилизирајќи гласови од диаспора. Мицкоски вчера најави негово разрешување од позицијата директор на инспекторатот за локална самоуправа, оценувајќи ги неговите повици како неприфатливи. Рамадани пак со став дека разрешувањето не го погодува. Честа, моралот и достоинството вредат повеќе од која било јавна функција. Работев 17 години во општина Брвеница, мултиетничка општина каде што живеат и действуваат граѓани од сите заедници. Сите што ме познаваат добро знаат кој сум и каква личност сум, напиша Рамадани на Фејсбук. Гласањето во мултиетнички средини стана главна тема меѓу двата изборни круга поради можни нови позиционирања на Вреди и ДУИ на политичката сцена. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Кој е доволно долго на својата функција за да сноси одговорност за сработењето и резултатите, а кој тази и неуспехот може да му се прости. 2 дена ова е тема меѓу лидерите на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. Тие имат 140.000 гласови, помалку од лани. И тоа е нешто што е сериозен знак дека граѓаните се свесни дека оваа влада не испорачува, дека има многу лажни ветувања, дека едноставно не може да се справат со проблемите, дека не излегуваат во пресред на барањата на граѓаните, дека нема ниту една категорија на граѓани која што е реално задоволна, ниту пак осеќа некакви позитивни политики од оваа влада. Еве, вие кажете која категорија на граѓани видоа некој бенефит од изминатава година и пол влада на ВМРО-ДПМН. Работниците немаат зголемување на платите, пензионерите ги излажаа.
Не им ги дадоа парите кои што им следуваат за зголемување на пензиите. Наставниците, лекарите, па ние за само први 2 години од владата на СДСМ практично примањата на лекарите специјалисти ги дуплиравме. Најав кадровски измени во раководството, тие ги случат многу брзо и продолжуваме со иста и поголема енергија на враќање на довербата на гласачите. Венко Филипче е претседател на се уште најголемата опозицијска партија во Македонија. Тој нормално да ја оценува така владата, бидејќи мисли дека на тој начин ќе добие поддршка во своето гласачко тело и кај граѓаните. Тој оценува владата за својата работа за година и половина, не цели, во декември ќе биде откако е избрана. И тука дава свој суд, но затоа пак никогаш не дава суд за своето претседателствување за истиот период во СДСМ. Ако за тој период вели дека е прекраток за да се цени неговата работа, тогаш како наоѓа за сходно да ја цени владата за истиот период како таа работа. Мислам, изјавите се какафонични, една со друга контрадикторни. Во продолжение дел од пораките на кандидатите за вториот круг. Со субвенции за обнова на фасадите до поголема енергетска ефикасност и значителни заштеди за граѓаните најавува кандидатот на СДСМ за центар. Герасимовски вели дека и во новиот мандат ќе продолжи со поддршката за поставување фотоволтаици на училиштата и општинските објекти. Станарите добиваат субвенции за нови енергетски ефикасни фасади, со што ги намалуваат трошоците за грејење и ладење, а истовремено добиваат современ и уреден изглед на своите згради. Со обновување на фасадите центар добива нов, модерен, но и автентичен лик. Ја чуваме старата архитектура и ја уредуваме градската средина. Паралелно поставуваме и фотоволтаици на училиштата и општинските објекти преку нашето предпријатие Енергија Центар. На тој начин штедиме енергија и ги намалуваме трошоците за електрична енергија и до 50%. Кандидатот за центар од редовите на ЗНАМ пак најавува финансиска и социјална помош за пензионерите. Секој нов пензионер во општина Центар ќе добие финансиска поддршка во висина од 12.000 денари. Тоа е наш начин да покажеме почит, благодарност и грижа кон генерацијата што го изгради овој град. Пензионерите се гордост на Центар и пример за посветеност, упорност и човечност. Нивното искуство е наш компас, нивните совети се наш патоказ. Секој пензионер заслужува достоинствен и активен живот. Затоа, општина Центар ќе организира бесплатни работилници, патувања и други активности за поголема општествена вклученост и дружење. Кандидатот на СДСМ за градоначалник на аеродром денеска го промовираше проектот за целосна реорганизација и зајакнување на комуналните и инспекцијските служби. Трајановски вели дека нивната задача ќе биде да се грижат за редот, хигиената и безбедноста во општината. Нашата визија за аеродром е јасна. Општина што дише чисто, живее уредно и се грижи за здравјето на своите жители. Затоа предвидуваме целосна реорганизација и зајакнување на комуналните и на инспекцијските служби, како и воведување комунална полиција со широки овластувања. Таа ќе биде во служба на граѓаните, со задача да обезбеди ред, чистота и безбедност во секое мало, на секоја улица. Во нашиот план предвидуваме редовно одржување на јавната хигиена и проширување на зелените површини. Проект за обновување на шумскиот појас во Кичево најавува и кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН. Според Јовановски, новите садници ќе придонесат и за почист воздух во општината. За жал, еден дел од тој шумски појас се уништи со несовесно користење и дел со изградбата на големиот проект за автопатот, кој ќе не поврзува со Охрид. Кога ќе дојдам за градоначалник, веднаш ќе преминам кон пошумување и враќање на старата шума, со што ќе допринесеме за почист воздух, почиста животна средина и поубав живот за сите нас во градот Кичево. Партиите имаат уште 5 дена за промоција на проектите со која бараат довербата на граѓаните пред вториот круг од изборите закажан за 2 ноември. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. И тука е крајот нови вести, следните се во 23, имајте пријатна вечер.